Хонг Конг. На источната страна на делтата на бисерната река, на югоисточниот брег на Народна република Кина, се наоѓа Хонг Конг. Срдечно добре дојде во нашата трета емисија по Сакова ЕСИ Радио. Денес сите заедно ќе ги спакуваме нашите мисли и ќе отпатуваме во Кина, поточно во Хонг Конг. Една од најлибералните економии во светот, која е финансиски и трговски центар и модерниот и голем Хонг Конг. Градот со една од најубавите местоположби во светот. Навистина е чудесен кога се посматра од врвовите и највисоките делови од Викторија, кој бил де факто главниот град на Хонг Конг за време на британскиот колонијален период. Ултрамодерните облакодери во кои се наоѓаат најмоќните индустријски и банкарски гиганти се едни убавици и символ на светската архитектура. Специјалниот административен регион на Народна република Кина, Хонг Конг, се состои од островот Хонг Конг, полуостровот Коулун и новите територии. Со население од 7 милиони жители, од кои најзастапена етничка група се кинезите со 96%, представува најбогатиот регион на Кина. Историски гледано, од 1842 година Хонг Конг била британска колонија се до 1997 година, кога суверенитетот бил пренесен на Народна република Кина. Во периодот од 1941 година до 1945 година, односно за време на Втората светска војна, бил под јапонска окупација и по крајот на војната повторно запоседнат од британците. Овој специјален административен регион е управуван под основниот закон на Хонг Конг и под условите на Кинеско-британската заедничка декларација. Народна република Кина ветува дека Хонг Конг ќе има голем степен на автономија барем до 2047 година, тоест 50 години од трансферот на суверенитетот. Една држава, два системи. Хонг Конг го содржува својот правен систем, својата валута, култура, трговија, меѓународни спортски тимови, имигрантски закони, со тоа што Народна република Кина, тоест централната влада во Пекинг, ќе го представува Хонг Конг дипломатски и воено. Хонг Конг се наоѓа на раскрсницата која ги поврзува различните делови на светот. И ова е една од причините поради која светските патници често се враќаат овде и не се чувствуваат како странци. Големото пристаниште, гужвата во сообраќајот, облакодерите, атрактивните шопинг центри, поволната географска положба, луѓето, спојот на модерното и традицијата се само едни од многобројните карактеристики на атмосферата и душата на овој град. Јас ќе се обидам, опишувајќи го со зборови, да ви го долувам шармот на Хонг Конг. Никаде во светот нема толку Ролс-Ройса како во Хонг Конг. Тие дури плаќаат астрономски суми за регистарските таблици да им бидат впишани срекните кинески броеви. Овде е најголемата густина по население во светот. Шетајќи, низ улиците постојано се буткате и наоѓате во една голема гужва. Велат, еден чистач на улиците може да постане милионер за многу кратко време, бидејќи тие го почитуваат мотото «Живееме, но и дозволуваме другите да живеат». Хонг Конг, што во превод значи мирис на пристаниште.
Хонгкошки кинези, кои, како споменавме, го сочинуваат 96% од населението и се многу религиозен народ. Тие до денес ги почитуваат своите обреди, обичаи и традиции, што до некаде е целосна спротивност на таков модерен и урбан град со огромен технолошки напредок. Во Хонг Конг има околу 600 храмови, кои се наоѓаат меѓу стаклените и бетонски солитери. Кинезите, без разлика на нивните професии, на нивната старост, ги посетуваат храмовите кои ќе почувствуваат потреба, но и желба. Во овие храмови се случуваат обреди. Луѓето се молат на боговите и даруваат цвеќиња, овошје, храна. Палат миризливи стапчиња и се поклонуваат. Тие најчесто бараат помош од боговите кога започнуваат нова работа, во случај на болест, кога се раѓа дете и слично. Сите храмови наликуваат еден на друг. Тие се големи, изградени во кинески стил, со кров во многу интересен облик, чии 4 краеви се издолжени нагоре како буквата С. Црвени столбови и широк просток, каде се наоѓаат статуи на нивните богови. Овде се присутни 3 моќни религии – таоизам, конфуционизам, будизам. Сега ќе го посетиме пристаништето Абердин. Овде се наоѓаат неколку брод ресторани кои се многу познати, но ова некогашно само трговско пристаниште со текот на времето се трансформирало во нешто сосема друго. Познато е дека Хонг Конг бил и останал магнет за илегални емигранти од далечниот исток, но и Југоисточна Азија. Во периодот од 1942 година до 1980 година, повеќе од 1 милион кинески илегалци влегле во Хонг Конг. Исто така, влегле доста бегалци од Виетнам и Камбоџа, кои всушност денес сочинуваат 80% од така наречените бродски луѓе. Тие живееле, но и денес има кои живеат од многу тешки и неповолни услови на своите бродови без право да се вработат на ова пристаниште Абердин. Во обид да се спречи оваквиот вид на нелегална миграција, бил донесен закон кој бил многу рестриктивен, кој важел од 1982 година до 1997 година и бил причина во тој период да се случуваат многу тешки и драматични ситуации кога полицијата ги бркала и ги фаќала овие мигранти. Па токму ова пристаниште Абердин станал дом на мали дрвени бродчиња на кои живееле цели семејства. Всушност, станува збор за еден цел бегалски камп, па властите морале да попуштат тие луѓе конечно да добијат одреден статус. Па од 1 милион луѓе кои живееле така, денес бројот е намален на само неколку илјадници. Денес се изградени населби во градот за овие луѓе и се уште се градат. Па така, да за неколку години се надеваме ова ќе биде само еден лош спомен и тие и најсиромашни кои ќе се преселат и работат во градот. Властите навистина прават се за да сите добијат легален престој. Тие кои живеат како мигранти, како бегалци, добиваат пасоши и со различни бои, во зависност од нивната положба. Секоја боја представува статус на граѓани и има свое значење за какви права и должности
ќе стекне и ќе има тој граѓанин. Во Хонг Конг се наоѓа најголемото количество на убавиот скапоцен жад во светот. Жадот е минерал и генерално, зборејќи, постојат 3 вида необработен жад. Најквалитетниот потсеќа на смарагд, со извонредна чистота и зелена боја, и од него се прават непроценливи, прекрасни накити и сувенири. Но оние кои се продаваат на хонкошките тезги го немаат тој квалитет, но сепак овие пазари се мал рај за секој од нас. Хонг Конг е препон со продавници, пазари, тезги на кои се продава овошје, зеленчук, месо, риба и слично во изобилие. А до денес големите пазари на отворено се уште многу популарни. Рибата и морските плодови се главниот дел од нивното секојдневно меню. Но кинеската кујна не е таа безпознатата печена пекиншка патка. Тие од месо конзумираат свинско, говедско, пилешко, но сепак на кинеската трапеза се служи месо кој ние не би замислиле никогаш да го конзумираме. Кинеската храна е разновидна, вкусна, но и многу здрава. Тие зеленчукот го готват на пареа, а месото го подпражуваат во врел зејтин. Затоа кинеската храна е навистина празник и за очите и за душата. Скоро да не постои земја во светот во која нема кинески ресторани. Кинезите обожаваат птици. Во Хонг Конг има пазар на птици кој секој може да го посети, види и да си купи птица. Се продаваат многу различни и убави видови, дали екзотични птици, кои живеат во кафези направени од многу скапо дрво, а нивната чиниичка за вода е од фин порцелан. Горди на своите убавици, кинезите често организираат надпревари во пеење, а наградите се доста високи, па затоа навистина добро работат и нивните облажувалници. Овие убави шарени птици не ги препродаваат, тие ги чуваат и се гордеат на нивната убавина, на нивниот глас, но ги покриваат кафезите, верувајќи дека на тој начин инстинктот за слобода кај птиците нема да се појави. Во минатото, змиското месо било многу популарно кај кинезите. Вкусот на денешните генерации сепак е променет, па веќе има многу мал број на ресторани во кои може да го пробате кинескиот специјалитет од змиско месо. Денес, во одредени делови со закон е забрането змиското месо да биде дел од нивната трапеза, но сепак може да пронајдете заскриени места доколку сакате да го пробате. Шетајќи по шарените цветни пазари, полни со нам познати, но и непознати видови на цвеќиња, ќе го забележите еден од најнеобичниот и најоригинален подарок за свадба. А тоа е кокошка и петел ставени во украсна хартија со машина на шијата. Можеби нам не е смешно, но тие веруваат дека кокошката и петелот се символи за среќа и многу деца на младенците. Доколку сакате покачен адреналин и одлична забава, во Хонг Конг има голем број на паркови со атракции, каде навистина владе неопислива гужва, од кој дефинитивно најинтересен е големиот аквариум со огромен број на риби и најопасните ајкули, кои влеваат страв и преку дебелите стакла. Сите овие риби пливаат во навистина огромни базени. Тие се чисти и сите можеме да го видиме разновидниот богат подземен свет.
Навечер Хонг Конг е подеднакво возбудлив како и преку ден. Улиците се преполни со луѓе, а трговците работат во полна пареја. Многуте светлички реклами го менуваат визуелно градот и го прават уште поубав. Хонг Конг е град кој живее 24 часа и навистина не знаете кога е поубав, дали во текот на денот или во текот на ноќта. Хонг Конг или миришливото пристаниште. Ноќе изгледа навистина чудесно. Облакодерите осветлени, пристаништата, водата која ја галат месечевите зраци, представуваат еден прекрасен пејзаж како да е насликан од најпознатиот уметник. Многу тешко е да се замисли за неколку години како овој град би изгледал, бидејќи се уште многу се гради, тој се шири, постојано се менува, но ние ќе се радуваме повторно да зборуваме за Хонг Конг. Па до следното видување. Радио Еси.